кој не се заборава. За мене бато и даде, за дидо и баба, за мама и тато, муси, семки, овошје, си е здраво и сладко, бако е бако, бако е закон. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Во денешното издание на Дневникот на ТВМ ќе гледате. Поддршка од Центарот за социјална работа од Охрид за 10-членото семејство Илбер. Осум дрва исечени во дворот на црквата Свети Ѓорги во Охрид. После нова година библиотеката ќе се сели во новите простории. Успешно реализирана крводарителската акција во секторот за внатрешни работи Охрид. Бесплатен курс по англиски јазик за децата од Јасна Ристеска. А со Дневникот започнуваме во временската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше претежно сончево време со максимална дневна температура од 17 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1022 хектопаскали, а дуваше и слаб источен ветар. Во четврток во Западна Европа и јужните предели на Скандинавија се очекува нестабилно време со врнежи од дожд. Поинтензивни врнежи се очекуваат во Велика Британија. Во останатите предели од европскиот континент времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, а на југоисток сончево. Максималните температури од 6 степени во Варшава и Киев до 22 степени во Атина. На Балканот утре времето ќе биде претежно сончево и топло со максимални дневни температури кои ќе се движат од 13 до 22 степени. Во Македонија во четврток не очекува студено утро, а во текот на денот времето ќе биде претежно сончево и топло. Утринската температура од -4 до 4 степени, а максималната дневна до 15, односно до 22 степени. Во Охрид во четврток студено утро со температура од 2 степени. Во текот на денот ќе преовладува сончево и потопло време со максимална температура до 16 степени. Во Охрид ќе биде сончево и топло и во наредните денови. Услови за појава на локална облачност ќе има во недела. Утринските температури ќе се движат во интервал од 2 до 6 степени, додека максималните дневни од 13 до 17 степени. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Од хотелот Тино Свети Стефан информираат за специјалната понуда која ќе ја имаат предстојниот викенд за 7 и 8 ноември. Имено за цена од само 550 денари по лице. Добивате предјадење, главно јадење по избор од мени, десерт и еден пијалок. Во понудата е вклучено и гратис користење на спа центарот на внатрешниот базен и базенот за деца. Користењето на базенот за деца до 6 години е гратис. Не пропуштајте, Хотел Тино Свети Стефан. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. It's in the smallest details. The answer. How is Husqvarna chainsaw durable and at the same time lightweight? And how can an XP chainsaw from Husqvarna help you work both faster and safer? It's in all those small, engineered details. Husqvarna, ready when you are.
Одберете еднодневна тура Тирана. Max Travel 046 26 20 26. Престанете да сонувате, почнете да живеете. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Стоп шоп акција. Кумановско брашно од 5 кг 119 денари. Пекабеско свински врат 305 денари. Пекабеско мортадела 199 денари. Маслинги црни 149 денари. Кашкава Ламерландер 259 денари. Стоп шоп најблиску до вас. Приватна здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка. Инвитро оплодувања. Сите испитувања на едно место. Остварете ги вашите посекувања. Добре дојдени сте. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридскиот центар за социјална работа посредува за обезбедување целокупна документација со која 10-членото семејство Демо Илбер треба да аплицира за добивање социјален стан. Вклучени биле повеќе тимови со цел да се помогне на ова семејство кое за краток рок треба да ја напушти бараката во која живее 15 години на улица Кленоец. Центарот за социјална работа Охрид ќе му помага на семејството Демо Илбер. Како што веќе информиравме, 10-членото семејство на Илбер неодамна добија решение за иселување од бараката на улица Кленоец, во која живеа 15 години. Социјалниот работник Наташа Климоска за ТВМ изјави дека комплетно се запознати со состојбата на семејството Илбер, кои во центарот веќе биле евидентирани како семејство под социјален ризик и било вклучено во системот на социјална заштита. Таа истакна дека нивните служби веќе се ангажирале да обезбедат потребната документација со цел на ова семејство да му се реши стамбеното прашање. Тече постапка за набавување на потребна документација. Значи тука центарот советодавно, стручно советодавно и мотивационо влие врз семејството, а и нуди поддршка при набавување на целокупната потребна документација со која би можела семејството да аплицира за добивање на социјален стан, кој што е во надлежност на Комисијата за стамбени прашања при Влада на Република Македонија. Климоска кажа дека досега на семејството Илбер му помагале и со еднократна парична помош, но и му обезбедувале бесплатно лекување на едно од децата кое е болно. Обезбеди право на здравствена заштита и друга документација која што беше неопходна за продолжување на лекарскиот третман. По санирање на здравствената состојба, детето со родител беше упатен на Комисија за категоризација со цел да се утврди видот и степенот на заболувањето, како би можело во понатамошна постапка да се поднеси и да се оствари право на посебен додаток, како и право на бесплатна здравствена заштита на детето. Како што информираше Климоска, Охридскиот центар за социјална работа посредувал и за евидентирање на децата кои воопшто не биле запишани во матичната книга на родени. Со тоа им обезбедиле извод и останата лична документација која во иднина ќе послужи за остварување на понатамошните права. Со семејството Илбер работеле повеќе тимови, нагласи Климоска. Таа кажа дека и во иднина континуирано ќе ја следат состојбата, ќе помагаат во рамки на нивните можности, како и во остварување на контакт со другите надлежни институции од социјалната сфера
камера со цел да се помогне на ова семејство. Исечени зимзелени дрва во дворот на црквата Свети Ѓоргија во Влашка Мала. За сечата на елките пријавија загрижени граѓани до нашата редакција. Жителите се револтирани од сечата на стеблата стари по неколку децении. Од локалната самоуправа информираат дека сечењето на елките е одобрено од нивна комисија надлежна за одлучување за сечата на дрвата. 8 дрва денес се исечени во дворот на црквата Свети Ѓорги во Горна Влашка Мала. Во нашата редакција сечата ја пријавија загрижени граѓани. Тие се револтирани од чинот на сечењето и не се согласуваат со уништувањето на стеблата стари и по неколку децении. Зад објективот на нашата камера коментираат дека зимзелените дрва и елките ги штитат од летните горештини, прашината, загадениот воздух и од уличната бучава. Велат влашкамалци се среќаваат и се одмараат во црковниот парк и пријатното зеленило. Неофицијално дознаваме дека од црквата се жалеле дека една од елките во непосредна близина на црквата правела влага на олтарот. Жителите велат ако тоа била причината во ред е таа да се исече, ама не се согласуваат со сечата на останатите 7 дрва. ТВМ се обиде да го исконтактира парохискиот свештеник од црквата, кои се причините за сечењето на дрвата, но никој не одговараше на повиците. Одговор побаравме и од Комисијата за одлучување за сечење дрва при локалната самоуправа, дали тие издале одобрение за сечење на дрвата во црковниот двор. Томе Џамтовски, портпаролот на општина Охрид, информира дека надлежната комисија издала решение за сечење на 8 дрва, 3 смрчи, 2 кедри и 3 чемпреси заради оштетеност. Црквата има обврска да го уреди зеленилото во паркот, кусо информираат од локалната самоуправа. Привршуваат работите околу адаптацијата на новиот простор на градската библиотека. Оваа национална установа по завршувањето на сите зафати ќе добие простор од околу 800 метри квадратни, во кои ќе се обезбедат стандардите кои треба да ги има една институција, како што е библиотеката Григор Прличев. Од нова година Националната библиотека Григор Прличев ќе се всели во новите простории. Во тек се работите од втората фаза која опфаќа фасадирање на зградата каде порано беше сместена дирекцијата на Националната установа Фестивалот Охридско лето и на зградата каде моментално се наоѓа библиотеката. Претходно беа срушени зидовите, поставен е нов под и термоизолација во просториите кои порано ги користеше Фестивалот Охридско лето. Комплетно просторот во новиот објект е заштитен од влага за книжниот фонд и целиот простор е отворен. Ние го задржуваме и овој простор во кој функционираме во моментов, меѓутоа и се прошируваме во новиот простор. На тој начин ќе добиеме многу значаен простор, ќе се внесат многу нови содржини кои се нужно неопходни за библиотечното работење. Би сакала да напоминам дека таму ќе оди библиотечниот фонд кој е во постојана фреквенција, односно оделението за возрастни читатели кое редовно го издаваме, книжниот фонд кој редовно се издава и оделението за деца, а исто така ќе бидат изработени пултови за возрастни, во кој ќе работи библиотекар за возрастни читатели и пулт во кој ќе работи библиотекар за деца. И покрај тоа ќе има една читална за деца и читална за возрастни читатели. До крајот на годината треба да се направи мебелот со кој ќе биде опремена библиотеката. Ова национална установа по завршувањето на сите зафати ќе добие простор од околу 800 метри квадратни и ќе се обезбедат стандардите кои треба да ги има една институција како што е библиотеката, подлекува белеска. Во овој простор ќе си остане Прличевата одаја, која ќе биде наменита и токму за употреба на тој фонд, реткиот книжен фонд, кој нели не го издаваме надвор од просториите на библиотеката. Библиотеката не е физички поврзана со двата дела, но со оглед на фактот што има таква можност, директорката додава дека ќе се направат обиди за еден таков зафат. Со проширувањето на библиотеката ќе се задоволат незините потреби. Засега нема информации дали националната установа ќе се надоградува. Инаку Охридската библиотека располага со над 150.000 примероци книжен фонд. Успешна крводарителна акција реализирана во СВР Охрид. Во акцијата се собрани 26 единици крв. Ова е начин да се покаже на директен начин хуманоста и блискоста со граѓаните, велат од СВР.
Во СВР Охрид успешно реализирана крводарителна акција. За само 1 час дарувани 10 единици крв, а до крајот на акцијата се собрале 26 крвни единици, информираат од Општинската организација на Црвен крст. СВР Охрид секогаш активно се вклучува во крводарителните акции кои се организираат од Црвениот крст и медицинските установи, а исто така се покренуваат и самоиницијативни акции, напоменува Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид. Ова е начин најдиректно да ја покажеме нашата хуманост, нашата блискост со граѓаните и нашата подготвеност да учествуваме во вакви и во други хуманитарни активности. СВР Охрид има околу 40 на крводарители и тие се подготвени во секој момент да излезат во пресред и на Црвениот крст, и на Општата болница, и на другите здравствени установи кои што ќе покажат интерес од собирање на крвни единици. Крводарителната акција на Општинската организација на Црвен крст била во календарот за крводарување. Денешната акција ја организирале заедно со Општа болница Охрид и се задоволни од одзивот. За само 1 час од почетокот на акцијата се приклучиле поголем број вработени во СВР, вели Анита Јовановска од Општинската организација на Црвен крст. За сега сме задоволни од одзивот на крводарителите, веќе имаме 10 крводарувања. До 13 часот се надеваме дека ќе ја надминиме предвидената бројка. Како течат акциите? Колку се хумани граѓаните воопшто во однос на она што вие како акции го спроведувате? Па резултатите си го кажуваат своето. Охрид е секогаш над она бројка која ни е предвидена за реализирање на крводарителски акции, односно крвни единици по број на жители. По завршувањето на крводарителната акција биле собрани вкупно 26 крвни единици. Од Општинската организација на Црвен крст Охрид напоменуваат дека охриѓани се хумани луѓе не само во дарување на крв, туку и во другите сфери на живење. Додаваат дека Охрид како град секогаш е над бројот од предвидените крводарувања и упатуваат голема благодарност до сите граѓани кои активно се вклучуваат во сите хумани акции. Во Дебрца во тек е изградба на регионален колектор за одведување отпадни води за селата Мешеишта, Климештани, Требеништа, Волино и Горенци. Станува збор за изградба на колекторски систем за отпадни води, кој се протега покрај реката Сатеска во должина од 8,25 км со вкупно 200 бетонски шахти. Инвестицијата е во вредност од околу 250.000 евра. Денеска увид во градежните активности на проектот изврши градоначалникот на општина Дебрца Игор Трајковски. Градежните активности се одвиваат согласно динамиката предвидена со договорот за изградба на колекторскиот систем, односно во овој момент се поставени 2,8 км канализациони цевки со диаметар од 400 мм и е извршено бетонирање на 27 шахти. Со изградбата на овој колекторски систем ќе се стави во функција веќе изградената канализациона мрежа во Мешеишта, а исто така ќе се направат услови за идно поврзување на канализационите мрежи за селата Климештани, Требеништа, Волино и Горенци, велат од локалната самоуправа. За канализациона мрежа од Горенци обезбедени се средства за изградба, извршен е избор на најповолен изведувач и се очекува да започне изградбата. Должината на канализационата мрежа е 7,6 км со која ќе се изградат 236 шахти. Станува збор за инвестиција од 325.000 евра. Бесплатни курсеви по англиски јазик за децата од градинката Јасна Ристеска. Овој проект градинката го реализира во соработка со образовниот центар ПИСТИ. Децата и родителите се презадоволни од оваа иницијатива. 230 деца од градинката Јасна Ристеска бесплатно ќе учат англиски јазик. Веќе втора година градинката заедно со образовниот центар ПИСИ организираат бесплатни часови за дечиња од 5 и 6 годишна возраст. Минатата година проектот бил спроведен со една наставничка и часови посетувале само 100 деца од 3 групи, но поради големиот интерес кај родителите, оваа година бројот на деца кои учат англиски јазик е зголемен. Оваа година, имајќи го предвид тој факт дека имаше потреба од родителите, односно интерес, за нивните деца да посетуваат ваков курс,
училиштето си обезбеди уште еден учител, односно наставник по англиски јазик, и оваа година се опфатени 230 деца од големите групи, односно деца на возраст од 5 до 6 годишна возраст, кои што се во објектите во градот. Се уште селските, подрачните не ни се опфатени. Овој проект чини 2000 евра. Часовите се одржуваат еднаш неделно во среда и траат по 20 минути. Во групите има од 15 до 20 деца. Од образовниот центар ПИСИ велат дека за да го реализираат овој проект ги поттикнало тоа што многу деца уште од најмали нозе сака да го изучуваат англискиот јазик и се запишуваат по приватните училишта. Голем интерес, презадоволни сме од соработката со дечињата, наставата е интерактивна, нели тие не знаат да пишуваат уште букви, меѓутоа со разговор со песнички, значи ги учат зборовите, гледаме дека има интерес и дека учат, навистина научуваат, што е супер сега за нас и за нив. Соработката помеѓу образовниот центар ПИСИ и градинката Јасна Ристеска и понатаму продолжува. Се размислува и за некои други заеднички проекти кои пред се ќе се во интерес на децата. Од управата за јавни приходи ги информираат земјоделците дека доколку приходот од земјоделската дејност во 2015 година не надминува 1.300.000 денари, имаат можност данокот на доход да го плаќаат паушално. Без разлика дали земјоделието представува ваша основна дејност или истата ја вршите како дополнително занимање, регистрацијата за паушално оданичување ви овозможува персоналниот данок да го плаќате еднаш во годината и да немате дополнителни трошоци за водење на деловни книги, велат од УЈП. Најдоцна до 31 јануари 2016 година на шалтерите на УЈП треба да се поднесе пријава за регистрација на обврзниците кои остваруваат приходи од земјоделска дејност и барање за паушално оданичување на остварени приходи од земјоделска дејност. Ако лицата се веќе регистрирани во УЈП и им е доделен даночен број како вршител на земјоделска дејност, треба да се поднесе само барање за паушално оданичување на остварени приходи од земјоделска дејност. Денеска на ТВМ ретро прилог од 2009 година за вечната тема во Охрид урбаната опрема. Поставувањето на урбаната опрема на јавните површини е горлив проблем во градот. Од година во година проблемите во оваа сфера се наталожуваат и никако да се решат и надминат. Корисниците на оваа законска одредба години наназад не го почитуваат законскиот рок. Не се почитуваат законите. Помина рокот за подигање на урбаната опрема. Тоа не е испочитувано од страна на корисниците. Законскиот рок истече на 31 октомври. Дали и уште колку ќе бидат толерирани сопствениците прекршители, останува да видиме. Одговорниот на општинскиот инспекторат Танас Танасовски вели дека локалната самоуправа преку инспекцијските служби веќе има донесено решение за отстранување на урбаната опрема. Сопствениците се должни да ја отстранат. Последен толерантен рок е 5 ноември, после кој безрезервно ќе се пристапи кон подигање, додава тој. Танасовски потенцираше дека сопствениците вршат злоупотреба на законот и крајно се непослушни и индолентни пред бројните укажувања. Мислам, морам да бидам искрен. Голема неозбилност и злоупотреба од страна на сопствениците, корисниците на кафичите. Мислам, вас е познато. Тој проблем ви е познат и е проблем кој што веќе се повеќе години. Колку што знам, јас веќе од 10-та година, 9-та година, кај што таа површина се злоупотреба од страна на тие корисници. Подигнати се голем број на прекршочни пријави, али мислам дека тие прекршочни пријави не дадоа резултат. Едноставно, ќе одиме на оние ригорозни мерки. Танасовски оптимист вели дека на повидок е нов закон за инспекцијските служби во кој меѓу другото ќе бидат пропишани правилата за поставување урбана опрема на јавни површини и времени објекти. Со тоа ќе се зголемат ингеренциите на инспекцијските служби. Во него треба да е предвидено доколку сопствениците на објектот и кафулето не постапат согласно програмата на Советот од страна на инспекцијата да му се исклучи струјата и водата и да се пломбира. Со самото тоа ќе му биде оневозможено вршење дејност. Тоа се ингеренциите на инспекциите ќе се прошират. И тоа, доколку секој прекршител, а тоа е предвидено во нацрт законов на инспекцијски надзор, сите прекршители
кои што се прекршочни. Ке сме ние должни да тој објект, пример, тој кафич што користи за урбана опрема, не постапи по согласно програмата на Советот, ќе дојде до исклучување на струја, исклучување на вода, тоа значи не ќе може да работи самиот кафич. Танасовски потенцираше дека многу малку од поднесените прекршочни пријави се реализираат. Судот не ги решава навреме, а тука инспекторатот е немоќен. Но многу од пријавите завршуваат и до второстепените комисии на ресорните министерства. Танасовски рече дека и таму наидуваат на несогласување и прогледувања низ прсти кон одредени сопственици. Инаку, казните за прекршителите на овај закон не се мали. Тие изнесуваат од 2000 до 5000 евра. Доколку ефикасно се спроведе законот и се реализираат овие казни, не е мал финансискиот прилив за општинскиот буџет. Јавното обвинителство на Република Македонија соопшти дека е покренато обвинение за тероризам против 29 мина кои се во притвор по крвавите настани во Кумановско диво населје на 9 и 10 мај годинава. Од пресслужбата на обвинителството соопштија дека врз основа на досегашните докази од истрагата во врска со Кумановските настани од мај годинава, надлежниот јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот суд Скопје 1 поднесе обвинение против 29 лица. Обвинетите се теретат за сторени кривични дела, терористичка организација и тероризам од кривичниот законник. Надлежниот обвинител во исто време достави и предлог за продолжување на мерката притвор за обвинетите. Стои во соопштението на јавното обвинителство. Повторно несреќа со руски авион. Над 40 лица ги загубија животите при уривањето на товарен авион Антонов над Јужен Судан. Следуваат вестите од светот. Нова авионска несреќа. Најмалку 40 патници и членови на екипаж загинаа откако се урна руски товарен авион Антонов на оддалеченост од речиси километар од аеродромот во Џуба во Јужен Судан. Портпаролот на Јужен Судан соопшти дека во несреќата има двајца преживеани, еден член на екипажот и едно дете. Авионот се урнал во близина на реката Горен Нил во претежно рибарска област. Остатоците од авионот и останките биле распрснати низ реката. Во недостиг од информации се стравува дека бројот на жртвите ќе расте рапидно. Спасувачките екипи бараат преживеани, но лошата временска состојба им ја отежнува работата. Според првичните извештаи на експертските тимови се претпоставува дека несреќата најверојатно била предизвикана поради преоптовареност на леталото, но не е исклучено дека имало и одредени технички проблеми на воздухопловството. Локалните медиуми јавуваат дека најверојатно патниците не биле врзани со безбедносни ремени. Руската Russia Today јавува дека меѓу загинатите имало 5 мина руси. Премиерот на Романија Виктор Понта соопшти дека поднесува оставка по масовните протести во Букурешт. Причина за протестите беше пожарот во ноќен клуб во кој 32 луѓе загина, а десетици беа повредени на 30 октомври. Над 20.000 луѓе вчера бара оставка на целата влада. Го предава мандатот, поднесувам оставка, а имплицитно и мојата влада, изјави Понта. Тој претходно поднесе оставка и од председателската функција на владеачката социјалдемократска партија, откако беше обвинет за перење пари, фалсификување на документи и даночно затајување. Председател на Малдивите Абдула Јамен денеска прогласи вонредна состојба во земјата во наредните 30 дена во пресред најавените масовни протести на опозицијата. Ваквата одлука на председателот им дава специјални овластувања на безбедносните сили да ги прогонуваат и да ги апсат сите кои ќе ги означат како сомнителни. Денешното решение на Јамен доаѓа на само 2 дена пред антивладени протести во главниот град Мале, што ги најави опозицијата предводена од Малдивската демократска партија, која е најголема опозицијска партија во оваа островска земја во Индискиот океан. Државниот обвинител на Малдивите ја оправда одлуката на председателот, тврдејќи дека полицијата открила сандак со оружје експлозив, како и план за употреба на опасно оружје. Ова е се што подготвивме за денес и благодарам за вниманието. Останете со ТВМ, следува емисијата Печат. Пријатно.